Кратки најави за денешниот дневник. Падна во отворена шахта, но место обштета ќе платам 2000 евра судски трошоци, оти не сум гледал каде одам, вели окригенец кој го тужил предпријатието Нискоградба. Во Струга одбележан светскиот ден на лицата со Даунов синдром. Напише стих, написе кафе во Охрид по повод светскиот ден на поезијата. Академик Влада Урошевиќ, годинашен добитник на златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Офанзива со цветни бомби на првиот ден на пролетта. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес времето претежно облачно, врнежливо, ветровито и релативно топло со измерени 12 степени Целзиусови поплатни и вечерта, нестабилно време со врнежи од дожд во текот на ноќта кон среда, облачно и нестабилно со врнежи од дожд во Охрид. Утре во западна, северозападна, северна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со засилен ветар, во останатите делови од стариот континент ведро со локална облачност и топло. На Балканскиот полуостров во среда, времето претежно сончево со локална облачност и топло. На крајниот исток и југ услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 12 до 19 степени Целзиусови. Во Македонија утре во раните утрински часови дожд. Постепено врнежите ќе престанат, па во текот на денот времето ќе биде стабилно со локална облачност. Во текот на денот ќе дојде и до намалување на облачноста со повеќе сончеви периоди, па ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Минималните температури од 1 до 9, максималните од 10 до 19. Во Охрид во среда во раните утрински часови врнежите од дожд ќе престанат и во текот на денот времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Минималната 5, дневната 13. Во следните денови сончево и топло време во Охрид. Дневната температура во пораст ќе се движи од 15, 17 па се до 18 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Гарденија 450 грама, царски 69, грашок 59 денари. Урми 86 денари, маслинки 249 денари. Кајмак 150 грама 97 денари. Говедски суџук 109 денари. Маги супа пилешка 19 денари. Пилешка со тестенини 29 денари. Пионир лешник 100 грама 41 денар. Подравка нудли 19 денари. Банани 69 денари. Есе сок од јаболко 39, од портокал 49 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнајдат најдобрите решенија за сите.
Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Охриѓанецот Илија Джепаровски огорчен на Основниот суд во Охрид. Вели дека пред 2,5 години пропаднал во шахта на улица Јане Сандански, при што се здобил со повреди. За овој настан тој го тужел јавното предпријатие Нискоградба и барал одштета, затоа што тврди дека шахтата била небезбедна. Но наместо одштета, сега е должен да плати 2000 евра трошоци во постапката бидејќи го загубил спорот. Илија Джепаровски е тужел Нискоградба затоа што паднал во шахта на улицата Јане Сандански и го загубил спорот. Вели дека во септември 2020 година, враќајќи се во својот дом, со левата нога пропаднал во шахта за одвод на отпадни води, при што се здобил со сериозни повреди. Пред година дена на улица Јане Сандански во разминување со луѓе пред Рамстор, продавницата падна во отворена шахта и се здобив со повреди, 6 месеци по болници со лонгети и случајот го дадов на суд. Прво покушаја од Нискоградба да се договараме, затоа што тоа ми се деси, јас не прифатив и ги дадов на суд. Тој побарал одштета од вкупно 3 милиони денари за претрпена физичка болка, претрпен страв, претрпен душевен бол поради намалена животна активност и за душевна бол поради нагрденост. Не да барам одштета, него го изгубив спорот и сега јас сум во таква ситуација што јас треба да плаќам одштета на предпријатието Нискоградба. Значи шахтата беше отворена, шахтата претходниот месец падна една стара жена, шахтата година дена си стоеше отворена, судијата по брза и кратка постапка не ги зеде нашите докази кои давме, не ги зеде камерите од надзор од Рамстор. Повика само еден минувач кој ме креваше од шахтата, значи имав и посекотини и со едно образложение пресудата беше сум морало да гледам кај одам. Незадоволен од пресудата, Джепаровски се обратил и до апелациониот суд во Битола, каде што според него му била нанесена уште една неправда. Се жалебме во Битола, во пресудата пишува дека шахтата била обезбедена. Значи, ова е најголемата неправда. Едно е нарочиште, а друго се пушта во дописот во Битола. Значи, го повикам уште едно судијата, Доблес, да ми кажат и вештаците дали шахтата беше отворена или не беше отворена. Ако беше затворена, јас немаше да падна во шахтата. Значи, шахтата беше од метро, на нез имаше фрлено камења, едно 60 сантими беше отворена. Значи,
Не беше и после случката одма 2 дена ниско градба ја санира одма шахтата. Шахтата која да не постои. Предметниот судија го одбил тужбеното барање поради тоа што тужителот не докажал дека повредите настанале од пат пропаѓање во канализациона шахта. За судијата не се спорни повредите, но симптоматично било тоа што Джепаровски цели 6 месеци не го пријавил настанот во надлежните органи, со што било невозможено објективен начин на утврдување на состојбата на шахтата. Игор Шајновски од Струга е првиот уличен продавач на списанието Лице в лице во земјава. Момчето со Даунов синдром ги побива стереотипите и предрасудите. Попреченоста не е препрека за успех. Тој денес е вработен и самостоен. Во Струга денес се одбележа светскиот ден за подигнување на јавната свест за лицата со Даунов синдром. 35-годишниот Игор Шајновски од Струга е првиот вработен продавач на списанието Лице в лице. Момчето со Даунов синдром, кој една деценија е одговорен на висината на задачата, денес важи за најдобар уличен продавач во земјава. Игор ги побива стереотипите. Тој располага со исклучителни комуникацијски способности. Рамо до рамо со своите колеги вработени во Центарот Порака Нова докажува дека попреченоста не е препрека на патот на успехот и инклузија во општеството. Подобрување на мојот живот, како јас обстанав да бидам самостоен, да работам со уличната продажба на списанието Лице в лице. Игор веќе 3 години е вработен продавач на уличното списание Лице в лице и е работно интегриран, значи цело време од наша страна како организација му даваме поддршка. Со пригодна свеченост денес во Струга беше одбележан светскиот ден за поддршка на лицата со Даунов синдром. Пораката годинава е не за нас, туку заедно со нас. Да подигнеме јавната свест и да кажеме дека не се тие, туку сме сите ние заедно и да дадеме некаков придонес веќе да почне таа инклузија која што нели постојано се прокламира. Се организираат едукативни работилници, практични вештини, работиме на освојување на практични вештини и така натаму. Ниската јавна свест и предрасудите се главните предизвици со кои денес се соочуваат лицата со Даунов синдром. Државата мора да работи на нивна интеграција, редовно образование, спорт, анимација, нивно вработување, сами да се издржуваат и да живеат самостојно. Традиционално во чест на Светскиот ден на поезијата, 21 март, Охридската библиотека Григор Приличев денес го организираше настанот Напиши стих, написе кафе. Авторите и голем број граѓани кои ја сакаат поезијата денес имаа можност да напишат собствен стих или да цитираат стихови од познати автори, светски писатели. Напишаните стихови беа закачени на паноата во библиотеката, а од нив ќе бидат одбрани најдобрите. Поетска мисла и пиење кафе во Охридската градска библиотека Григор Приличев по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Автори и голем број граѓани кои ја сакаат поезијата денес имаа можност да напишат собствен стих или да цитираат стихови од познати автори, светски писатели. Исто така, одблиску може да се запознаат и со работењето на градската библиотека. Директорот на установата Милчо Јовановски вели, целта на настанот е пред се дружењето, низ кое до израз доаѓа и креативноста изразена низ убавата мисла. Напише стих, напише кафе, тоа е веќе една традиционална манифестација по Светскиот ден на поезијата 21 март. Еве, овој пат се отрбеделивме да бидеме овде во нашата библиотека, да луѓето да не запознаат одблиску и тоа пиење кафе да биде еден вистински ритуал каде што ќе можеме да ги информираме за се што ги интересира за библиотеката и нејзиното работење и да се пофалиме дека наскоро ќе имаме нов фонд на книги. Тоа ќе биде убав повод да напишат по некој стих и да проговориме за тоа што сакаат да читаат. Организацијата на вакви настани во голема мерка придонесува кон популаризацијата на поезијата како уметничка форма, која во последнава деценија некако ја губи популарноста кај читателите. За таа цел, на 19 април Охрид ќе биде токму дестинација на еден голем патувачки светски поетски фестивал, инаку проект финансиран од Министерството за култура.
се работи за наша соработка со Академијата од Крајова Романија, Михаил Еминеску. Всушност ќе имаме на паралела поети од 15 на земји во светот кои ќе допатуваат овде во наша организација и со помош на Министерството за култура и други спонзори ќе се обидеме ние да бидеме добри домакини. Меѓу другото ќе имаме и други македонски автори поети, ќе се дружат 3 дена. На фестивалот ќе се избира најдобра поема за Охрид, ќе бидат посетени неколку локалитети во градов на кои ќе се одржува читање на поезија во живо. Дел од тој патувачки светски фестивал ќе се одржи во Прличевата одаја, каде ќе се компарираат двајцата автори Еминеску и нашиот Прличев, кои живееле во 19-тиот век, твореле, а не се познавале. Академик Влада Урошевик, македонски поет, прозен автор, критичар, есеист, антологичар и преведувач е годишен добитник на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Лауреатот денеска го објави професорката Елизабета Шелева, председателка на управниот одбор на поетскиот фестивал на пресконференцијата во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Додека во исто време во Париз, во седиштето на УНЕСКО за признанието се заблагодари академик Урошевик. Денеска на Светскиот ден на поезијата во Париз се одржува целодневна програма во чест на 100 годишнината од раѓањето на великанот на македонската лирика Ацо Шопов. Влада Урошевик е трет македонски автор кој го добива Златниот венец, по Блаже Конески во 1981 година и Матеја Матевски во 2011 година. Ирскиот поет Гевин Бредли ја доби наградата Мостови на струга, која се доделува под покровителството на УНЕСКО. Офанзива со цветни бомби на првиот ден на пролета. Охридскиот Slow Food Convivium, основни училишта и здруженија од Охрид се приклучија на предизвикот и иницијативата на Сезер Акин од Охрид, изработија и фрлаат цветни бомби. Акцијата во организација на Slow Food Македонија се одвиваше во повеќе градови истовремено. Денеска, на првиот ден на пролетта, низ целата држава се реализираше акцијата Фрли цветна бомба. Иницијатор е Сезер Акин, производител на органска храна од Охрид. Организатор е Slow Food Македонија, а се вклучија локалните Slow Food конвивиуми, здруженија и училишта. Изминатава недела се подготвуваат цветните бомби. Тоа се топчиња составени од комбинација на компост, глина и семиња, а денеска истите се фрлаа на локации, ниви или покрај патишта. Време е да направиме индивидуален чекор за нашата околина. Македонија ќе цвета со нашата љубов. Предизвикот пролетна офанзива Фрли цветна бомба е да ја подигнеме свеста за драматичното опаѓање на опрашувачите и биодиверзитетот заради употреба на токсични пестициди и монокултури и да ги охрабриме луѓето да преземат активности за подобра иднина, велат организаторите. Меѓу многуте кои го прифатија предизвикот беа и дечињата од Основното училиште Свети Климент Охридски од Охрид. Низ интересно предавање од членовите на Slow Food Охрид, тие учеа за значењето на храната, значењето на опрашувачите за биодиверзитетот и медоносните цветови. Направија цветни топчиња, бомбардираа необраснат дел од висорамнина во близина на училиштето и со нетрпение очекуваат да никнат првите цветови. Во Охрид на пролетната офанзива се приклучи издруженијето Доброто љубие, кои се потрудија оваа пролет да расцвета просторот околу црквата Свети Ѓорги. Цветни бомби се фрлаа и на просторот на поранешната касарна. Не експлодирана граната пронајдена на брегот во Пештани. Вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Охрид пријавено е дека при изведување работни активности на брегот на Охридското езеро, кај населбата Пештани, била пронајдена неексплодирана артилериска граната калибар 100 мм од непознато потекло. Гранатата безбедно е подигната од представник на Дирекцијата за заштита и спасување за натамошна постапка. Увид извршија полициски екипи, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Градскиот стадион Билјанини извори, фудбалскиот терен, ќе биде затворен за користење од четврток 23 март до 31 март, информираат од јавното предпријатие Билјанини извори. Месец март вообичаено е месец кога се вршат активности поврзани со фудбалскиот терен, а се со цел подобрување на условите за тренирање и надпревари на фудбалските тимови. Вработените во одделението Градски стадион од четврток ќе започнат со реализација на предвидените активности и тоа верификација
ѓубрење и садење на трева, објаснуваат од јавното претпријатие изразувајќи благодарност за разбирањето и соработката, посебно на фудбалските школи и тимови. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Европската инвестициска банка ќе обезбеди 500 милиони евра за обнова на Турција по разорниот земјотрес во кој загинаа речиси 56.000 луѓе. Кредитната банка на Европската Унија привремено ја укина речиси 4-годишната забрана за финансирање во Турција и ги запре сите позајмувања за Турција по спорот за бушење на нафта и газ кај Кипар во 2019 година, објави Reuters. Заедно со Европската комисија работиме на заеднички сеопфатен пакет од кои до 500 милиони евра ќе испорача Европската инвестициска банка, најави подпредседателката на банката Лилијана Павлова. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен објави дека целиот пакет на комисијата и Европската инвестициска банка за помош на Турција изнесува 1 милијарда евра. Сите земји од Европската Унија, вклучително и Кипар, треба официјално да дадат зелено светло за одобрување на помошта од банката за Турција, кажа Урсула фон дер Лајен. Затварање улици, вклучување светла со генератори, поставување дополнителни бариери и полициски сили. Се прави план за евентуално изведување на Трамп пред суд. Трамп ги повика своите приврзаници да протестираат пред можното обвинение. Fox News пренесува дека доколку поранешниот председател дојде на Манхетан, ќе има големо полициско присуство и областа ќе биде затворена. Големата порота ја истражува можната вмешаност на Трамп во исплата на $130,000 на порнот звездата Сторми Даниелс во 2016 година во замена за низиното молчење за нивната наводна сексуална афера неколку години предходно. Трамп негираше се и рече дека истрагата на окружниот обвинител на Манхетан е политички мотивирана. Кинескиот председател Си Џинпинг го поканил Путин да ја посети Кина оваа година, пренесоа руските агенции. Си Џинпинг од 20 март е во 3-дневна посета на Русија. Тоа е негова прва посета на Русија во последните 4 години во услови на продлабочување на меѓународната изолација на Москва поради низината инвазија на Украина. Путин и Си испратија порака дека оваа посета е можност да го продлабочат нивното пријателство без граници и да ги отфрлат, како што наведоа, обидите на Вашингтон да ги изолира и да го запре нивниот развој. Еден студент е убиен, а друго лице се здобило со прострелни рани откако малолетник почнал со неселективна стрелба да пука со огнено оружје во училишен кампус во Арлингтон во областа Далас. Нападот се случил на првиот ден од наставата по пролетниот распуст. Локалните полициски власти соопштиле дека е спречена поголема трагедија поради брзата полициска реакција, затоа што напаѓачот не успел да влезе во објектот каде се криеле голем број ученици. Тој се дал во бегство, но за кратко време бил уапсен. Властите не го откриваат идентитетот на напаѓачот, бидејќи станува збор за малолетно лице, но тој ќе се соочи со делото убиство. Во Тексас, лицата осудени за убиство можат да добијат и смртна казна, пренесуваат медиумите. Во експлозија во илегална фабрика за огномет во Мексико загинаа 7 лица, а 15 се повредени, соопштија локалните власти. Експлозијата се случила во куќа во која се произведуваат и складираат пиротехнички средства за огномет, се вели во соопштението на мексиканската цивилна заштита. Локалните власти изразиле жалење за несреќите кои се вообичаени во нелегалните работилници за производство на огномет. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен ден.